Медицинските лица по ситуацијата со коронавирусот бараат бенефициран стаж. Работата по 24 часа на ден, опасност од заболување и напорната тешка работа ги принуди луѓето во белите мантели да го бараат ова и да влезат во листата на професии со бенефиции. Токму поради ова, на одбележувањето на неделата на сестринството, Сдруженијето на медицински сестри бара да се најдат на оваа листа, особено во време на оваа кризна ситуација, каде постојано се изложени на опасност. И тоа се исклучително наши барања за кои што ние многу пати разговаравме со синдикатот. Меѓутоа тоа се работи кои што ќе треба од корен да го изменат колективниот договор. Ние сме сведоци само на некои надградувања и на дополнувања до сега или некои изменувања времени со некои времени одлуки. Немаме во ниеден случај не ни се случи коренита промена на тие колективни договори кои што треба да не опишат во бенефицираните стажови. Тоа ќе биде за нас едно од најголемите барања. Меѓутоа сега во ова време на пандемија свратени сме комплетно кон сето оно што се вика да се справиме со сето оваа ситуација онака како што треба, а после тоа значи продолжуваме со нашите барања. Што всушност ќе значат бенефициите за професијата медицинска сестра? Бенефициите се нешто кои што на некој начин значи ќе ги подобрат и ќе ги покренат задоволството на здравствените работници. Со оглед на тоа дека нашата работа е 24/7, ние работиме во дежурства, ако земете во предвид дека колективните договори медицинските сестри ги опишуваат исклучително само во смена затоа што Законот за здравствена заштита така ги предвидел. По Законот за здравствена заштита стои дека медицинските сестри работат исклучително во смена. На неделата на сестринството, од Сдруженијето меѓу другото се залагаат и за признавање на стручноста на медицинските сестри. Светската здравствена организација, прогласувајќи ја годината 2020 за година на сестринството, им порача на сите влади, на сите здравствени структури дека треба многу да се вложи во медицинските сестри, да се инвестира во сестринството. Значи инвестицијата треба да биде и во делот на едукациите, признавањето на образованието, имплементацијата во здравствените политики, имплементирање на сестрите во носењето на одлуките во здравствениот систем. Инаку, од денеска до 12 мај се одбележува неделата на сестринството, во која оваа година ќе изостанат средбите и свеченостите со оглед на тоа што медицинските сестри се во првите борбени редови.